Богојавление представува комплетно откривање на Бог во Тројца, преку крштевањето на Синот Божи и слегувањето на Светиот Дух, со што се посведочи мисијата за Месијата Исус, како спасител на човештвото и показател за тоа како треба Бог да се слави. Во христијанската религија Богојавление се слави како ден кога Исус Христос бил крстен во реката Јордан од страна на Јован Крстител. Крштевањето значи и духовно раѓање, односно почеток на човековото живење во верата, вели свештеникот Игор Здравковски од Кумановско-Осоговска епархија. На Богојавление рече се објавува Светото Тројство. Човекот како човек е еден, една природа е. Меѓутоа има ум и тој ум можеме да го споредиме со Отецот. Умот кога сака да каже нешто, користи збор или слово или логос, тоа е Синот. А секој човек има дух животен кој што го држи во живот, тоа е Духот Свети. На тој начин Бог ни се откри нам. И сега веќе на празникот кој што за кој што зборуваме Богојавление, е откривање комплетно на Бог во Тројца, зашто времето се исполни и сега Синот се крштева, Светиот Дух во вид на гулаб, гулабот не е Светиот Дух и обратно, туку во вид на гулаб, за да не биде помешан гласот кога вели, еве го мојот возлюбен син, него послушајте го, да не се вртат луѓето и да се прашуваат кого треба да слушаат или да не мислат дека е Свети Јован Крстител, тој што треба да го послушаат, слегува точно над главата над Христос, за да се посведочи Месијата, ветениот спасител на светот. Сведоштва за големиот богојавленски водосвет пак датираат уште од вториот век, а Свети Јован Златоуст во 4-тиот век кажува дека луѓето тогаш се крштевале пред Великден или на Богојавление, кога по големиот водосвет се осветувале водите за подоцна во нив да се крстат луѓето. Кај нас е останато тоа за на Богојавление, да тој чин на осветување на водите, како што и Христос кога влезе во Јордан ја освети водата, ги освети водите со своето влегување, така и ние мајќи го образот на крстот негов на кој што е насликано и неговото распетие, односно самиот он символички со својата сила и благодата на Светиот Дух да влезе во водата, да ги освети водите, а со тоа и нас. Водата која се крштева со крстот со образот Исусов се смета дека е света. Свештените лица упатија сите оние кои сакаат да скокаат по крстот да присуствуваат и на литургијата која му претходи на чинот на фрлање на Светиот крст, зашто се што потекнува во црквата потекнува од литургијата. Затоа оној кој што ќе сака да плива за крстот, да го фати, да го зема за свој благослов, најпрви треба молитвено да учествува на литургијата, да се помоли на Бога и самиот да го разбере празникот. И дури по тоа заедно со свештенството и народот да излезат до оние места каде што се определени за да се осветат водите и да се фрла крстот. Се што ќе се оддели од литургијата според отец Здравковски ги губи благословот и својата смисла.